Почитувани граѓани на општина Неготино. Денешниот прес ќе се однесува информација за конзервација на ТЕЦ Неготино или термоелектрана во Неготино. Како што знаеме, тоа е стратешки објект или тоа е извршниот комитет на ДПМН во Неготино. Таму се сите стационирани, работени и си лежарка цел ден и си земат добри парички. Сега, на ден 1.7.2026 година, после 3 години, со сите законски прописи и норми пропуштени, дојдовме да ја конзервираме термоелектраната ТЕЦ Неготино. Беше дека на 1.7. да повториме 2026 ќе се конзервира ТЕЦ Неготино. Да се конзервира, истата ден беа ангажирани пензионери кои дојдоа после 15 часот на работа, цела ноќ, негде околу 24 часа и повеќе, траеше конзервацијата, а исплакна турбинта и сега да видиме денеска понеделник како ќе биде извештајот записниците за конзервирање на ТЕЦ Неготино и како ќе биде обавестен Узунчев, тоа е најбитното. Зошто денеска е овој прес? Да ви дадеме информација. Имам поднесено до Државниот инспекторат за труд, во општина Неготино, еве ги документи што сум ги поднел. Тоа е на 1.7.2026 година, каде Никола Чапов и Гордана Чолчева ги известува дека по ТЕЦ Неготино попладнече работат луѓе, пензионери кои се дополнително ангажирани. И му ги кажав со име и презиме: Бранко Стојанов, ракувач на турбина пензионер, Латко Лостов, ракувач на турбина пензионер, Димо Петров Джета, помошен котлар пензионер, Виктор Джелев, помошник ракувач на турбина пензионер и Ѓоке Најдов, ракувач во кондензација. Овие 5 души дојдоа како пензионери да работат. Како прво, Гордана Чолчева и Никола Чапов на 1.7. кога дојдоа после 13 часот, бидејќи претходно беа обавестени вработените во ТЕЦ Неготино, раководителите, сигурно од инспекторите, од кој друг, само ја и инспекторите знаеме, никој друг, или Гордана, или Чапов, некој ја предаде акцијата. И на крајот, кога дојдоа, од овие пензионерите никој не најдоа, бидејќи ги скрија во просториите во ТЕЦ Неготино и не ги најдоа, не ги видеа. Таму се сретнаа со Никола Петров, тој што беше адвокат, иначе партијски војником, вработен сега во ТЕЦ Неготино, бидејќи адвокатурата не му одеше, ни за лепче не можеше да изваде, за сол да не зборувиме. И сега таму со инспекторите Гордана Чолчева вика му пропадна акцијата и пријавата на Љубе Темелков, советникот во општина Неготино. Мене не ми пропадна, бас ви пропадна за информација да ви кажам. И сега, после уште едно барање поднесив до Државниот инспекторат, за труд, до Чапов и до ова, малку тука ракописно, да може поубаво да читат. И што вика, ангажираните луѓе по 2 смени и повеќе непрекидно работат. Дали исти се пријавени во Државниот инспекторат, дека ќе обавуваат преку времена работа на ден 1.7. од 15 до толку и толку часот. За крај, да знаеме дека инспекторите не најдоа никој,
Записник не се направи на 1.7.2026 година, него на 2.1. во канцелариите на Државниот инспекторат за труд, нели? Горе знаеме каде е тоа, Кинанко што прави новата зграда, таму се канцелариите. Кога го одесов оваа барање, збрбнати во канцеларијата на Чапова Никола Петров од ТЕЦ Неготино, со Чолчева изгледа ги спремат записници, прават документи и бришат, прават, за да биде се во ред како што требеше. Дали овие луѓе вие не ги најдовте, таму дека се на работа, а сега да не испаднат у записникот дека работеле. За оваа работа се зема лицензата како инспектор и се леже затвор. Се турат лисици с места, ако имаме нормална и правна држава. Сега баш ќе видиме како ќе биде записникот, дали овие луѓе работили или не, дали Лили Арсова Митрова, која е вработена таму како економиста, како ќе му исплате на вие луѓе пензионери и колку ќе земат парички што се вработени, да работат таа ден вработени. Се постава прашањето кој сум ги поставил и јавност и граѓани да знаат. Нели не имаме вработено луѓе таму кои работат во ТЕЦ Неготино и котлари, и помошни котлари, и кондензации, да не ги броиме работните места наред. Како они сега викат пензионери да конзервират, па тие што работат цела година, ако треба да работе термоелектраната, како ќе работе? Тоа е едното прашање. Второто прашање, зошто тие луѓе непријавени доаѓаат, бидејќи инспекторот не ги најде на работното место, ги скрие во просториите, тоа е факт. И трета работа, ако сега бидат па пријавени, тоа е па уште поголемо зло, дека биле на работа. Третото прашање, дали овие имаат лиценци за ракувачи, бидејќи се пензионери. Лиценцата престанува кога ќе отидеш во пензија. Дали положиле, дали имат сертификати, како што кажав, дали имат направена обука, дали имат лекарско уверение, бидејќи тоа се пензионери кои имаат 70 години и повеќе. Граѓани на општина Неготино, значи Никола Чапов и Гордана Чолчева треба да одговараат за ова зло дело. А треба да го спроведуваат законот. Во другата работа е, кога дојдов на 2.7. да доставам пријава до архивата, таа излезе од нејзината канцеларија и почна по мене вербален дуел и да вика зошто сум спомнал во пресудите дека издале акцијата. Па која издади? Ја сам не ја издадив. Шо, ја ли му кажав? Значи само ти имаш и ја имав. И Чапов, а имаа пријавата. Трет човека немаш. Како да знам? Ја не сум дал у термото. Нито сум дал на некој, нито сум кажал на некој. Само ви знаете и ја, тројцата знаеме. Ја, ти и Чапов. И ти на крајот мене ќе ми испушташ неартикулисани гласови таму и ќе ми се дериш мене од канцеларите и спаднам у ходникот по мене да урличиш. Кој ти џавове, човече? Гордана Чолчева. Таму моиш дома и дома не смееш да правиш насилие. И на крајот ти мене ќе ми кажуваш, што да кажувам, па ја кажав, моите гласи се од граѓаните добиени дека секој динар и секој неработење на служби дека ќе биде објавувано. Што е грешка? Што кажав грешка? Како не ги најде овие луѓе ти како ти? А ги имаш, напишано по име и презиме сум ти напишал кои ќе бидат на работа. Ако не си изнела, требало од полиција да исповикаш асистенција, значи тие луѓе беа внатре. А па се ако испаднат во записникот кај тебе Чолчева и кај Никола Чапов, дека тие луѓе били на работа, па тебе с места треба да затворат, бе, човек, 2 минути ти не треба да бидеш инспектор. 2 минути не треба да бидеш. И каков записник ќе му дајте на Озунчев горе во ЕСМ. Значи таа нити
влегла во мрежниот систем, нити до мрежниот систем тест не го отино, нели мазутот беше карциноген, со кој мазут работе? И сега викнаме пензионери да конзервират. Па шо сме ни ретардирани ли во него? Тоа е секта на Пенков што е таму вработена. Ако не знаете, станете ојци, не го правеме 75 термото, не го правеш ти. И сега на крајот, со привилегија те турел некој инспектор и тебе и Чапов, и сега Љубе Темелков, бргата советникот, ви е крив. Шо сум ти ја крив? Зошто не ги најде луѓето? И на крајот записник зошто не направи? И на крајот ќе урличиш по мене. Зошто урличиш? И од кај фегуваат тие луѓе? Значи, од овој прес го повикам началникот на полицијата, бидејќи овој случај е пријавен и кај него, да земе да ги испита сите еден по еден, прво инспекторите, како не нашли, па нашли, што направиле, зошто не побрали асистенција, зошто акцијата предале 100 пати, ви кажувам дека овие луѓе и тие инспектори во МВР ги предават акциите. Значи, ни едно дело не може да се заврши. Ви чист предмет. Што вам фали на вие предмет? Тркавалци или ролшеви дека не се, или што вам фали на вие предмет? Значи, пријавено дека ќе работат. Тие луѓе како работели, треба да знаеме ние граѓаните на општина. Кој ги повикала? Зошто ги повикала? Нели има кадар у термото? Како без лиценца работели? Како без заштита? Значи, нити шлем, нити опрема, ништо нема. Тоа е факт. Повикајте си ги сите луѓе кои учествувале вечерта. Иначе си прават джурки таму, забави, роđен ден и цел ден му е рекреативен центар Тест Неготино и тоа сите граѓани го знаат. Само Узунчев не го знае. Или го знае. Па се прикриват. Ако ви требат вас, нели, гласови, значи тоа е пред изборен, изборен и после изборен подкуп, етко, на лице место. И сега на крајот, се што е направено, се растура во него. Една работа нема да функционира. Се поставува прашање, да, треба да се конзервира. Зошто 3 години не е конзервирана? Зошто не е конзервирато 3 години? Значи се знае кога се конзервира. Зошто оджакот не е чистен? Каде сулфурот? Исте ситуации кои што ги пријавува, се молче. Значи никому ништо. И од овој прес, началникот на полицијата, Душко Коцевски, да си ја потераш работа, за да не станеш со мене непријател. Треба твоите инспектори да отидат на лице место да ги пратиш, за да видиш дека тие луѓе работеа. И кажав дека на претходниот прес, на 1.7.2026 година, дека акцијата се предаде. Го дојда инспекторите, му кажа да влегат во другата просторија и таму кикара какар. На крајот по завршувањето на смента колку конзервира, тој еден Господ знае, која е конзервацијата или го исплакнаа котелот само со жешка вода, која е конзервацијата еден Господ знае, тоа стручњаците нека кажат. И третата работа е вечерта, утре дента Славје, вечерта деливери или делавер, знаете кој беше таму тие бравар шо е, тенчеджија или шо е, чевапчињата и Славија таму винца, пица, ситера. Граѓани на општина Неготино, од овој прес другите институции треба да се позанимават, како што да повикавме полицијата, началникот на полицијата Душко Коцевски, да се испита овој случај и зошто неговите инспектори не излегува на терен. Што чека до сега? Уште еднаш, граѓани на општина Неготино, јас Љубе Темелков, советник во општина Неготино, ќе ги добивате сите информации. Неготино мора да биде здрава, чиста и економски развиена средина. Уште еднаш, за крај го повикувам началникот на полицијата Душко Коцевски по 100 пат да го испита овој случај, да дадат сите изјави, да видиме зошто се направи таков криминал.
Уште еднаш ви посакувам добро здравје, граѓани на општина Неготин.